Здраво и добре дојдовте во уште едно видео на каналот Ти можеш. Во денешното видео ќе зборувам за тоа како успехот на нешто што сакаме да го направиме зависи од можностите, условите и капацитетите на се она што е вклучено во тој процес кој што треба да се помине за да се заврши успешно некоја работа, или целиот тој процес да покажува дека сме на добар пат и чекорите кои што ги правиме да ни носат успеси. Навидум, сите знаеме дека за да постигнеме некаков успех ни се потребни тие можности, услови, капацитети и дека тоа вака кажано звучи јасно и едноставно. Меѓутоа, многу често забораваме дека го немаме сето тоа или немаме дел од тоа и некако се надеваме дека во процесот на работа, во текот на создавањето, во активностите кои што ги преземаме за да дојдеме до саканата цел и до постигнатиот успех, дека условите ќе се променат, дека ќе ги создадеме, дека нашите вештини и капацитети ќе се прошират, ќе се зголемат, исто така и можностите кои што ги имаме. И тоа понекогаш се случува. Меѓу другото, тоа е патот како ние растеме и се развиваме, односно по патот до остварувањето на она што го посакуваме, на поставените цели, ние и го правиме сето тоа. Влијаеме на условите, создаваме подобри услови, ги зголемуваме нашите капацитети и вештини, ни се отвораат нови можности, среќаваме нови луѓе, стекнуваме нови знања, меѓутоа, тоа не е секогаш така. Јас сакам да се фокусирам на таквите ситуации кога ги забораваме условите, можностите, вештините и целиот фокус ни е на резултатите, на остварувањето на целта, на успехот, и кога успехот ќе изостане или кога според нашите стандарди, нашата перцепција, желби, потреби, не е тоа што сме го очекувале, не сме задоволни, понекогаш вината за неуспехот ја префрламе на оние кои што биле вклучени во тој процес, иако можеби уште на почетокот сме знаеле дека ги немаме потребните ресурси или од некоја причина воопшто не било ни тема за дискусија, дали постојат условите кои што се потребни за да се одвиваат тие активности, дали оние кои што се вклучени во процесот ги имаат тие потребни капацитети, вештини, знања и дали имаат можност да учествуваат во процесот, да го завршат на начинот на кој што сме очекувале и со успехот кој што сме го предвиделе. И ова се однесува на различни аспекти во животот, на различни системи. И во семејството, и на работното место, и во училиштата, и во пријателските, партнерските односи. Ќе почнеме од очекувањата кои што ги имаме од нашите деца или од нашите ученици. Некогаш, во улога на родители или во улога на наставници, очекуваме од нашите деца или ученици да постигнат одредени успеси. Многу често очекуваме ист успех од различни деца, понекогаш ги споредуваме со некои други деца, заборавајќи ги условите во кои живеат, условите од кои доаѓаат, какво влијание има сето тоа врз нивната мотивација, волја, концентрација. Потоа зависно од тоа што носиме во себе или каков пристап имаме, или како се третираме себе си, или како не третирале нас како деца, ги третираме како премногу способни, како за се надарени, па некогаш правиме превид и не ги насочуваме правилно според она за што навистина се надарени, заинтересирани, мотивирани. Туку имаме некоја широка слика и очекуваме за сите предмети да бидат еднакво заинтересирани, еднакво посветени и еднакво успешни. А тоа не постои, тоа не е возможно, иако и јас сум била дел од тој систем и како ученичка, во кој што ги оценуваме учениците со петки, постои разлика од петка до петка. И сите тоа го знаеме, меѓутоа некако престанува да ни биде важно. Исто така и можностите кои што се многу блиски во условите. Понекогаш децата ги имаат тие услови, имаат и капацитет да ги совладаат нештата, меѓутоа немаат можност во даден период затоа што им се случува нешто на кое што тие не може да влијаат,
имаат одредени проблеми во рамките на семејството, имаат некој предизвик кој нас возрастните можеби воопшто не ни изгледа сериозен, се бараат и се губат себе си, па повторно се бараат, влегуваат во нови средини и едноставно она што претходно го знаеле и го умеле не е доволно за во новата средина. Можностите кои претходно ги имале не се веќе адекватни на новите услови и новите потреби. И потребно е време за да се разбере тоа, за да се променат условите, ако се променат, за да се создадат нови можности и дури потоа да може слободно да се развиваат и да дојдат до израз нивните вештини и капацитети и да го постигнат успехот кој го очекуваме ние возрастните, а може би и тие сами. Потоа во рамките на едно семејство исто така очекуваме да функционира според некои општо поставени норми, да бидат семејните односи добри, со добри меѓучовечки односи, со комуникација, со напредок, со развој, со посветеност едни на други. Меѓутоа, ги ставаме настрана условите во кои тие луѓе живеат. Ги забораваме капацитетите на поединците кои го сочинуваат тој систем, најчесто возрастните, значи родителите, колкави капацитети и вештини имаат за комуникација, за одржување на тој систем, за здраво родителство, кое што се разбира е голем предизвик, колку имаат можност за сето тоа. Значи, дури да имаат услови, дури да имаат капацитети, понекогаш можностите им се скратени. Независно дали се работи за преголема посветеност на работата, за одреден период во животот во кој што и возрастните се соочуваат со некоја сепарација, со некоја тага, со некој предизвик, така што дури да имаат услови и капацитети, не се во можност да се инвестираат во тој семеен систем, да бидат доволно посветени или да работат на своите родителски вештини. Знаеме дека не постои иста дефиниција за успех за сите, меѓутоа, во дадени услови, со дадени можности и капацитети ќе добиеме и различни резултати и различно ниво на успешност. И ако го земеме предвид сега овај успехот на децата во училиште и успешноста на одржувањето на семејниот систем, како еден сегмент, не смееме да ги игнорираме условите од кои доаѓаат, во кои живеат, нивните капацитети со кои влегуваат во тој систем и можностите кои што ги имаат, дури и капацитетите кои што ги имаат да можат да ги изразат и тоа што го носат во себе, да можат да го вложат. И се тоа се однесува и на работната средина, и на односите со пријателите, и на различни активности кои што ги преземаме во текот на животот. И во таквите односи, во таквите системи, работни, други средини, често имаме очекување и сакаме да постигнеме успех, а ги игнорираме условите во кои што се наоѓаме. И се случува да поставиме превисоки цели, да се дадеме преголеми задачи за оние кои што едноставно немаат капацитети и вештини за тоа. Или се надарени, или имаат капацитети и вештини за нешто сосем друго. Меѓутоа, во одредени ситуации се нашле на место на кое не се воопшто адекватни, за кој немаат знаење, понекогаш ни желба. Некој им ги одредил и од почетокот на таа приказна треба да знаеме дека тоа нема да биде успешна приказна. Ама за жал понекогаш сето тоа го забораваме. Кога ќе ги превидиме сите овие работи, може да ни се случи да зададеме одредени задачи, активности, да имаме очекувања, да поставуваме некои цели и да очекуваме некакви успеси, без да ги имаме потребните услови, без луѓето вклучени во тоа да имаат капацитет за тоа, а нити можности. И тоа е дел од животот. Понекогаш ќе се наоѓаме во такви ситуации. Тоа е проблемот во целата работа, што понекогаш тоа им го правиме на другите. Понекогаш нашите очекувања, нашите барања, задачите кои ние ги даваме, ги наметнуваме врз другите, иако сме во позиција на некој кој е надреден водач, лидер, како сакате наречете го, или родител, или повозрасен, или некој кој што раководи со некоја активност, со некој проект, со некој процес. Може да се соочиме со ситуација во која луѓето кои се вклучени во сето тоа ќе се чувствуваат неспособни, немоќни, нема да ја завршат успешно како што сме очекувале
и сите ќе бидеме во тој процес незадоволни, а впрочем, проблемот е во тоа што од старт не биле земени предвид сите овие работи. И за жал, понекогаш луѓето кои се инволвирани во тој процес ќе се чувствуваат, како што кажав, неспособни, ќе се разочараат или младите, децата, од себе си, од возрастните. Многу често може да се случи ние кои што сме во некоја надредена позиција да бидеме дури и агресивни со другите, затоа што не сакаме да си ја признаеме грешката, пропуста, слабоста, дека ние не сме ги процениле точно условите, капацитетите и можностите. А тоа е работа на добрите менеджери, добрите лидери, раководители и родителите, односно возрастните, кога се работи за однос помеѓу возрастни и деца. Значи, не можеме да ги игнорираме условите, капацитетите, можностите на другите, да поставуваме цели и да им задаваме задачи, иако знаеме дека ги немаат потребните услови, вештини, капацитети, можности. Меѓутоа, били сме во таква ситуација, или сме заглавени во некои рокови, или едноставно имаме очекувања, или сметаме дека другите нешто ни должат, или се тоа само работни задачи, а инволвираните се нашле на погрешно место. Меѓутоа, сето тоа предизвикува недоразбирање и конфликтни ситуации меѓу едните и другите. И затоа е многу битно ние кои што се наоѓаме во некаква надредена позиција или сме само возрастни и во улога на родители, учители, раководители, да го земеме предвид сето тоа уште пред да ги поделиме задачите. Тоа е и работата на добрите менеджери. Тоа е и начинот на кој функционираат успешните семејства, односи, фирми, компании. Да се земат предвид условите, да се земат предвид капацитетите, но и можностите и да видиме дали сите инволвирани се на висина на задачите, на поставените цели, на нашите очекувања. Затоа што, ако не е така, многу често, освен сите фрустрации, конфликти, недоразбирања, на крај ќе имаме и слаб успех, незавршени проекти и активности и сите инволвирани во процесот ќе се чувствуваме разочарани, сите ќе бидеме лути едни на други, по навика си ја префрламе одговорноста едни на други. Понекогаш, префрлајќи таа одговорност, можеме да се доведеме во ситуација да бидеме и груби и да ги навредуваме и да ги правиме неспособни другите, или пак тие така да се чувствуваат. Порака на ова видео е дека секогаш, за да имаме успех, треба да ги земеме предвид условите, капацитетите и можностите на сите инволвирани во процесот. Да не се лутиме на рибата затоа што не знае да лета. Наша работа е, додека ги поставуваме своите очекувања, цели и очекуваме успех, да се подсетиме дека рибата едноставно не може да лета. И дека не е во неј за проблемот, затоа што не знае, не умее, не може да лета. Туку во нас, што имаме очекувања, ако сме доволно упорни, арогантни, агресивни, дека рибата ќе научи да лета. Зашто тоа нема да се случи. Успешноста во остварувањето на целите и задачите, на секојдневните активности од нашите блиски луѓе, од децата, од луѓето со кои работиме, од партнерите, од пријателите, зависи и од тоа по какви услови се наоѓаат, какви капацитети и вештини поседуваат и дали воопшто им е дадена можност тие капацитети и вештини да ги применат во реализацијата на тоа што го прават и дали воопшто ќе имаат можност да се прилагодат на дадените услови или пак да ги променат. Ако тоа не се случи, тогаш се разбира дека тоа од почеток е осудено на послаб успех, а понекогаш дури и на целосен неуспех. И ако не сакаме да си признаеме дека сме имале преголеми очекувања, дека сме превиделе се што е одоколу, многу често можеме да ги обвинуваме тие кои што се вклучени во процесот и тие кои што не ги исполниле нашите очекувања
и не постигнале успеха кој што сме очекувале, независно дали тоа ќе го вербализираме или ќе го покажеме невербално. И во едниот и во другиот случај не е добро за меѓучовечките односи, а се разбира дека не води кон нови и понатамошни успешни соработки, проекти. Се надевам дека ова видео ќе помогне некому кој може би ги превидел условите, можностите, капацитетите своите на другите, кој може би имал големи очекувања, кој може би се разочарал, кој може би се чувствувал неуспешен, дека ќе даде некоја друга перспектива и ќе помогне да не се обвинуваме себе си, да не ги обвинуваме другите, да бидеме повнимателни во меѓусебните односи, во семејството, на работното место, со другите луѓе. Благодарам што ги гледате моите видеа, ставете лайк на ова видео, споделите го ако мислите дека некому може да му помогне. Приклучете се на каналот ако уште не сте го направиле тоа, или како што секогаш велам, притиснете на звончето и не заборавајте, сите ние сами за себе одредуваме што за нас представува успех. Имаме право да се чувствуваме задоволни и со малите успеси кои ги постигнуваме, а неуспесите се само дел од процесот, дел од животот, и тоа се лекции од кои најчесто учиме и се дел од процесот на многу успешни приказни. И со некоја нова тема се гледаме во некој ново видео наскоро. До тогаш ви посакувам се најубаво.